Во последниве 4 години, јас и мојот тим реализиравме повеќе од 500 успешни проекти во градот Скопје. Работевме во согласност со концептот на ВМРО ДПМН, доследно и посветено, лојално и отчетно, честно и домаќински, за реализација на ветените проекти во изборната програма во 2009 година. Денеска стојам пред вас со гордо крената глава, затоа што зад себе оставам проекти кои доволно говорат за мојата посветеност за градот Скопје. Во овој момент сакам да ви кажам и да издвојам неколку успешно реализирани проекти на подрачјето на општина Карпош. Реконструиран и проширен булеварот Илинден. Реконструиран и проширен булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов. Изграден нов парк Македонија до Теодосиј Гологанов во површина од 30.000 метри квадратни. Проширена и реконструирана улицата Манапо. Реконструирана улицата Козле. Изграден мост на реката Серава. Изградена градска плажа 1. Изградени нови тротоари и улици на улицата Скупи, на потегот од мостот на реката Лепенец до патот за Бардовци во должина од 800 метри. Обновена е водоводната мрежа на улица Демир Трајко. Почитувани присутни, ова се делата кои што ги направиме во општина Карпош. Некој сакаше во изминативе 4 години да каже дека Коце не го сака Карпош. Овие дела говорат колку Коце го сака Карпош. Делата говорат за тоа што сме го направиле и колку нешто го сакаме. Затоа нивните зборови се чиста лага. Делата ги побиваат нивните зборови. Морам да нагласам дека за прв пат градот Скопје реализира проекти во сите 10 скопски општини, без разлика на политичка припадност на градоначалникот, без разлика на етничка припадност, без разлика дали се урбани или рурални средини. И ќе продолжиме и понатака. Почитувани присутни, овие дела се реализирани во соработка со Советот на градот Скопје. Да немавме мнозинство, да немавме одлуки на Советот на градот Скопје, немаше овие дела да бидат реализирани. Затоа сакам јавно да се заблагодарам на сите советници кои што даваа поддршка за овие дела да бидат реализирани во општина Карпош и Карпош да има подобри услови за живот. Почитувани присутни, денеска поново вечерва сум овде пред вас да ја побарам уште еднаш довербата за уште еден мандат 2013-2017. Да побарам мандат бидејќи на овие избори доаѓаме со конкретна програма. Програма во која што се сите проекти кои што треба да се реализираат во градот Скопје за следниот 4-годишен мандат. Конкретни проекти со конкретни рокови. Проекти за сите 10 општини и за општина Карпош. Притоа, сакам да потенцирам дека ова е реална програма, ова е остварлива програма, ова е програма која што е работена заедно со владата на Република Македонија, работена е заедно со вас, со граѓаните на градот Скопје, со граѓаните на општина Карпош. Затоа, почитувани присутни, оваа програма ќе биде реализирана. А за да биде реализирана, ни треба вашата доверба, доверба на граѓаните на општина Карпош. Исто онаква како што ми ја дадовте во 2009 година. И јас ви ветувам дека оваа програма ќе биде реализирана исто онака како што беше реализирана програмата во 2009 година. Затоа ќе се обидам да споменам само неколку проекти кои што се во оваа изборна програма, а кои што се од општина Карпош. Ако зборувам за сите останати, ќе ни треба многу долго време. Ја барам вашата поддршка да продолжиме со булеварот Партизански одреди.
Ја барам вашата подршка да продолжиме со реализација, со реконструкција и проширување на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов. Ја барам вашата подршка да ја прошириме улицата Скупи од булеварот 8 септември па се до патот за Бардовци. Ја барам вашата подршка за довршување на системот втора јужна зона за водоснабдување. Ја барам вашата подршка за водоснабдување на Нерези, на Жданец, на Козле, за изградба на фекална мрежа на булеварот Партизански одреди. Ја барам вашата подршка за сите овие крупни дела и многу други посетни дела кои што ќе значат подобрување за општина Карпош. Ете така се сака Карпош, со нови дела, со дела кои што ќе значат подобра иднина за општина Карпош, а не со празни зборови, не со празна политика, не со празна реторика. Почитувани присутни, сакам уште нешто да кажам, што не сум го кажал досега. Тоа е во врска со проектот Скопје 2014. И сакам да потенцирам дека Скопје 2014 не е само филхармонијата, не е само новиот театар, не е само новиот музеј, не се само новите административни згради. Скопје 2014 е и булеварот Илинден, Скопје 2014 и булеварот Климент Охридски, Скопје 2014 си сите реконструирани булевари во градот Скопје. Скопје 2014 си новите фасади на Пелистер, на Мак Примат, на Тренд. Ќе продолжим и понатака со нови фасади во централното градско подрачје. Ете, тоа е заедно сето Скопје 2014. А дека тоа е добар проект, зборуваат и многу огромниот број на туристи од Македонија и надвор од Македонија, со што се зголеми туристичката понуда на градот Скопје за повеќе од 40%. Ете, тоа е Скопје 2014. Тие ни даваат подршка да продолжиме со изградбата на Скопје. Да кажеме нешто и за кандидатот за градоначалник на општина Карпош, за господјата Јагнула Куновска. Јагнула Куновска е познат адвокат и политичар, која со години успешно обстојува на политичко и на професионално поле. Вреден и исполнителен човек. Човек кој што работи посветено. Таа е многу непосредна. Таа знае да ги сослуша граѓаните на општина Карпош. Во изминатиот период има поминато повеќе од 1500 семејства. Сака да стапне и сака да биде до секој дом. Да им каже дека Карпош треба да добие нов градоначалник. Да им каже дека таа го сака Карпош. Да им каже дека Карпош го сака со незината изборна програма. Програма која што има исто како оваа и таа има конкретни дела, конкретни проекти со конкретни рокови. Затоа треба да гласаме за Јагнула Куновска, за подобар Карпош, за поубав Карпош. Затоа, почитувани присутни, ве повикуваат на 24 март масовно да излезете на гласање, да го дадете својот глас за господјата Јагнула Куновска за градоначалник на општина Карпош, бидејќи таа ветува нови дела за подобра иднина на Карпош. Да гласате за Сашо Лазаревски, за носителот на советничка листа на општина Карпош, заради тоа што на Јагнула Куновска и треба подршка од Советот за реализирање на незините дела. Да гласате за градот Скопје, да гласате за мене, да продолжиме со обновата и со реконструкцијата на булевари, да продолжиме со нови дела за градот Скопје, да гласате за Владо Поповски, под број 4 за советничката листа, заради тоа што ни треба мнозинство во Советот на градот Скопје да ги реализираме сите оние проекти кои што ги имаме во мојата изборна програма. Затоа, почитувани присутни, ВМРО ДПМН и коалицијата и ние како нејзини кандидати настапуваме со конкретни дела и со конкретни проекти. Да живее ВМРО ДПМН, да живее општина Карпош, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави!